Фудбалската академија Постоло Пандев, генерација 2009 година, како единствена екипа во Штип, настапи на завршниот турнир во Скопје во рамките на Детската лига на Македонија. А оваа година, ние како единствена екипа од Штип, успеавме со генерација 2009 да се пласираме на самата завршница и со тоа, со тие млади деца, според мене и според другите тренери го направивме добар успех, освоивме трето место. Морам да напоменам дека и во Final Four ние со генерација 2005 изгубивме од Академија Пандев у полуфинале на пенали. Со генерација 2007 исто изгубивме на пенали, со генерација 2006 изгубивме во самото финале, така да и со другите генерации бевме близко да се пласираме на самата завршница и мислам дека сме задоволни со овие деца 2009 Кремот беше што се вика во Скопје и така земавме трето место, земавме пехар, земаа медали и во Скопје игравме четвртфинали со екипата на Шкендија од Тетово, ги победивме 5-1, во полуфинале изгубивме според мене незаслужено од екипата на ФК Шкупи. Морам да напоменам дека беа тоа екстремни жешки услови, за децата премногу беше во еден ден да изиграат два надпревари. И така да за третото место ги победивме екипата Неготино од 3:1. Богатата летна лепеза на турнири започнува наскоро со учество на меѓународниот турнир Оризарски куп во Кочени, а во организација на Фудбалската академија Младо Стошев. Значи од 22 до 27 одеме на камп, имаме таму закажано меѓународно такмица со грчки екипи. Потоа сме на турнир во Охрид, Битола. И така, значи ние имаме си план за цела година. Воспоставена е соработка со неколку бундес праволигаши за учество на членови на академијата во нивните фудбалски кампови. Јас бев во тие кампови, значи во Дортмунд, Шалке, Дуисбург, Бохум, значи гледам како се работи там. Пред се мора да напоменам дека инфраструктурата е на поголемо ниво и самата дисциплина и самите тие опреми, реквизити се што имат тие деца за еден тренинг. Така да сега ние се со едно наше дете, значи Ване Крстевски, у финални преговори сме и мислам дека сме на добар пат тоа дете со неговата фамилија да остане во Германија, тоест во клубот Дуисбург. А дека крушката под круша паја, докаже и талентот на наследникот Јован Постолов. Па добро, мојот син Јован Постолов е генерација 2006 и јас како тренер сум задоволен од неговото залагање на самите тренизи, од неговото понашање, од дисциплината и мислам дека му престои добра фудбалска иднина само да продолжи вака.